Ако сме ви погрешиле, простете ни. Ако пак вие сте погрешиле, нека ви е простено и од нас и од Бога. Денеска е голем христијански празник Велики поклади, познато во народот како Прочка. Прочка е кога завршуваат сите зимски празници и почнуваат пролетните празници. Со зборовите "Прости ми да ти простам", започнуваме уште една мисија на мое село. А како што знаете, мисијата треба и успешно да си ја завршиме. Денеска сме во село Љубанци. За сите оние кои што не знаат каде се наоѓа село Љубанци, ќе кажам само дека е на 15 на километри од градот Скопје, на 500 метри надморска височина, на територија на општина Бутел. Поблиски села до село Љубанци се Побожје и Љуботен. Почитувани, започнува мое село, село Љубанци. Мое село, прости ми да ти простам. Просто нека ти и од мене и од Бога. Тоа се зборовите кои што се користат на денешен ден, ден Прочка. Да, нека не е за многу години. Напомош да не е за многу години. Илија Павличковски од село Љубанци. Точно, да, Илија Павличковски од село Љубанци. Илија, староседелци во селото. Староседелци во селото и по мајка, и по татко, и по баба, и по дедо, и по прадедо. Се наоѓаме во манастирот Свети Јован, така во село Љубанци, Точно, да. Свети Јован Крстител. Свети Јован Крстител. Овој манастир имаме сознание од кога датира, кога беше мало црквиче направено, така? Тоа беше мало црквиче направено. Ми дојде идејата да ја направиме нешто поубава црква. Мотивот е моите родители, а ми ни даде владиката да може Да, така. старата црквичка да ја срушиме, да направиме ново. Во чест на твоите родители, Илија, така? Моите родители, да. Па добро, навистина прекрасно направено. Прекрасно. Со голема... 2 години проектот го правевме со архитектот Бранко Перевски, изведувач на црквата е Ѓоко Ѓорѓиевски Игри инженеринг. Така, со голема помош од твоја страна, Да. манастирот денеска го има во едно прекрасно издание. Кога е градено, од кога до кога е почето да е граден манастирот? Манастирот е на 23.1.2021 година, баш на денот на роѓенденот е ставено камен теmelник. Така. А завршено е во март 2025. 25 година. Иконостасот е граден во тие години? Да, иконостасот е граден во тие години. Иконостасот е правен во Република Бугарија, во градот Пловдив. Така. Камбанаријата? Тука имаше стара камбанарија, како што знаеме, Имаше така? стара камбанарија, прво камбанаријата беше правена и дворното е набавено од Украина. Да кажеме, Илија, вака, значи веќе со години од 20-та година, од 21-та година, па наваму се гради овој манастир, веќе е изграден, можеме да кажеме уште некои ситни работи остана да се довршат во дворот. Уредување на дворот, уште тоа остана уредување на дворот и другото е беше... Така. Јас сакам да го пофалиме овој манастир Свети Јован, нели, Крстител, на ден Свети Атанас. Се користи трпезаријата во овој манастир ради црквичето Свети Атанас, така? Да, точно. На денот на Свети Атанас трпезаријата се користи, иначе готвењето е во... Да, во манастирот Свети Атанас. Да. Тогаш на тој ден можам да речем преполна сала.
преполна сала. Многу гости Многу гости. и многу бав адет ми е. Да, прекрасно. Нема каде не сум го пофалил тој адет. Нели, со голема, како да кажам, ангажираност на селаните, се бира кум и тука се, како да кажем, иконата се... Икона се предава кумството и прекрасно, нешто побаво, немам јасно да убав адет да се помогне еден манастир или една црква. Па убаво. Нема што од убаво побаво. Од убаво побаво. Чувството е многу подруго. Така, Илија, со години си рековме во село Љубанци, сакам да кажам вака, со голема помош твоја од твоја страна, не само кон манастирот Свети Јован, и кон другите цркви и манастири во село Љубанци. Помошта твоја се гледа надалеку, така? Да, точно. Многу време потрошивме, многу работа, ама со тоа што е големо задоволство. Ама има и зошто. Има и зашто. Да. Селаните се пресрекни од едно вакво издание што е во нивното село. И селаните и сите се пресретни Така. за вакво нешто. Така е. Вакво верски објект. Илија, ти благодарам за разговорот, да сме живи и здрави и да се видиме одарно на поарно. Благодараме на вас. Нека ни е напомош денот за многу години. На помош денот. Моје село. Моје село, село Љубанци. Прости ми да ти простам. Нака ви е просто и од мене и од Бога. Владо Кекеновски од село Љубанци. Владо, нека ни е за многу години Нака е за многу години. Прочка е, што се вика, оставил Господ да се простуваме во текот на годината. Често се направи лошо. Значи, редно е човекот у годината да се прости со сите луѓе кои што сгрешиле. Така. И сега, ова традиција, што се вика на денот на прочка, се простива и небото и земјата. Тоа така Господ го створил и го рекол дека така треба да биде. И да можда да кажеме во обичаите, например се како било прочка, како се простувале, ќе кажеме сега, например, невестите кои биле млади тие невести, кои оделе на прочка кај своите родители, прво оделе напред зетот, свекорот, свекрвата, а била пратена невестата со две девојки кои што држале, која е од лева, која од десна страна, така да оделе прво кај родителот, кај невестата, и да се простат. Прво се простувале родителите на младоженецот, се поздравувале со сватот, па после невестата влегувала и се поздравувала со со родителите, со бакнување рака и бакнување исто родителите и мајката и таткото. Ова е убава традиција, после се имало игранки тие работи, сето тоа со тапани, со сурли тие работи, сето било весело, се биле облечени во народна носија. Нашата народна носија црногорска била многу убава, со везени со рачни изработки. Така. И имало што да се види, значи со многу убави везија на фути, на кошули, имале речи го крпи убави тие младите невести забрадени. Можда и да покажеме некоја слика, тоа ја имам дома од таа наша црногорска носија.
Може да кажам зашто се вика Скопска Црна Гора. Скопска Црна Гора се вика за време на цар Душан, кога србите били овдека. Се донесени 40 семејства од Црна Гора да го подржуваат србизмот овдека и затоа се вика Скопска Црна Гора. Тоа не треба да се заборави. Таа традиција и нас не викаат како црногорци од тоа, пошто овие црногорци што биле тука донесени. И сега да кажеме нешто околу да се пренесеме околу црквата. Црквата катедрална била 12 на 20 метри. Добро, ова е црква Свети Никола. Свети Никола, да. Колку цркви има Владо Љубанци? Во црква сега има два манастира и две цркви Света Богородица и Свети Никола и манастири Свети Јован и манастир Свети Никола. Имаме женски манастир Свети Никола. Да, така. да. Од кога датира оваа црква во селото? Свети Никола. Ова Свети Никола датира од подамнеше време, ако видиме сега уште за време може да се датира дека таа катедрала е правил овој Јустијанин први. Така. Таа голема црква била, значи кој што зборам димензиите. Да, 6 век. Тоа била 20 метри на 12. Голема црква, темелите се познаваат како што била. И кога со доаѓањето на турците ја бутнале оваа црква, останале без црква околу 150 години, пошто биле тогаш муслиманите. Значи палена е црква. Палена, запалена, срушена. Да, има дело остаено. Меѓутоа останале без црква, така да на отворено правеле богослужба. Кога за време на Јаја Паша џамија кога ја граделе, Да. нашиве го измелиле тој бегот Јаја Паша за да направат црква, ама во однос на тоа да му дадат 40 брава како подкуп за да им даде дозвола за градба на манастирот. Манастирот се познава тоа мало манастирче им дале за 40 дена да ја изградат што побрзо, ама со 2 степеници подолу. Да, како да, така да за поклон на муслиманството, значи пошто не владееле одека. Не, црквите да не бидат повисоки од џамии, да бидат пониски. Не, во земја, 2 степеници биле подоле за да тоа е една врста како поклонство на исламот. Да се поклониш, да. Не да се поклонат, него тоа е по нивна традиција дека се муслиманите над христијаните. Во тој дел. Да. Затоа иделе во земја. Да, така било. Додека тоа што правеле ова ниски врати, тоа е принудно поклонување према црквата. Тоа што така се племените се во ностилски прават нормално како што треба да биде, да не удара со глава во прагот горе, се дешавало и тоа ќе акне некој со глава. Така да ова црква сега кој што се изградило за време на 16 век кога се правила Јаја Паша џамија, била малечка црква, еве може да се види тука, значи дали собира околу 15 со сила 15 души, не може и толку да собере, а доека припратата после правена во 18 век таа убава поширока, така да може да се смести се повеќе народ на богослужба и е многу убава. Совршена така направено реконструкција, и кровот сменет и свето тоа и доле имаме мермер ставено. Е многу украсна црква, така како што е и ова и Света Богородица, таа може да видиме, одржувани се. Најголема заложување сум јас имам тука, пошто цело време сум тука во градба, како да биде, што да биде. Со Божја помош, што се вика, не треба да се фалиме тие работи, за тоа. Многу е сите кои да влегол, значи е многу убава црква, дојде и Део Стефани ја виде, тука дошол и тој професор што е одговорен за градби на црквите и работи, сето тоа и вика е нешто совршено, многу убава црква. Владо, да те прашам, постарите милуваат да кажат село Љубанци, помладите исто и така и они велат село Љубанци, меѓутоа како што оди времето, како приградска населба, со тенденција да стане и градска населба, зашто да не? Да. Скопје се шири на... Да. Але мислам дека пак ќе остане како приградска населба Љубанци. Љубанци. Да. Не бегаме од... Иако мештаните да кажат село Љубанци. Да, село Љубанци, меѓутоа
село како село, оно може да остане како традиција село, меѓутоа ова село има доста убаво име, што изразува љубов, сакање еден со друг. Јас се дичам со ова село, право да ви кажам. Така. Да не останеме куси на гледачите на моје село. Да го кажеме она за црквата со иконата, која што си има своје светилище. Аха, да. Па може кажеме сега за манастирот овој Свети Никола, кај што бил на првата локација таму. Уште го викаме тоа манастириште, пошто таму бил манастирот. Кој што го срушиле, кој што запалиле овие арнаутиве, Да, добро. турците, отвори не турците, не албанците од Брест таму. Имало таму тројца монаси, биле заклани и манастирот бил запален, изгорен, а целиот манастир, овој мислам каменти работи се пренесен горе во другиот манастир. А тоа се десило кога го срушиле кога запалиле арнаутите манастирот. Така. Останале без манастир бајаги време, меѓутоа Свети Никола му се јавил на Бојко Раевски, тој бил многу побожен човек, му се јавил Свети Никола на него, рече, ќе им кажеш на љубанчани, вика да ми, пошто ми го срушија, ми го запали, рече овој манастирот, ќе им кажеш на љубанчани да ми изградат нов манастир. И овој кажал на љубанци, тогаш имало местна заедница, ти работи сето тоа. Значи имало сите структури што воделе ред во селото. Така. Неколку пати и овие се заангажирале, меѓутоа не може се да кажеш ти кај ќе градиш манастир, меѓутоа по пропис треба кај што мислат луѓето да се изгради манастирот, се остава икона. Така. Таму и треба да престои 24 сата. Во колку остане иконата таму на тоа место, значи светијата се слага. Да. Таму да биде локација. Меѓутоа, кога оставиле иконата од Свети Никола таму, иконата била пренесена кај што е сега се свети овој манастирот. Значи, со тоа ти кажува светецот дека не треба таму да биде, Така. него кај што е иконата. И така направиле целиот материјал што бил таму, го пренеле горе во Кај што е денеска кај што е манастир. сега, да. Тоа е Божја промисла, тој не можеме ние без Бога, он што вика Господ вика јас сум алфа и омега, Так. не можете ништо без мене да направите. Значи треба да идеме по неговите стапки на Господа, Така. по негова волја, он знаеше што да прави и треба да идеме да му веруваме на него и да се молиме за спасение наше, како сите. И он вика кој поверува во мене, вика ќе биде спасен. Кој не поверува во мене, во моите могуштици, ќе биде вика со сатаната заедно вика во огнено езеро. Владо, кој е Господ, никој не е. Ти благодарам. Па, ја фала ви на ово што дојдовте, што снимавте, ова е многу корисно за љубанци, а и за цела Македонија. Секако. Се уште не е истражено дека овој дел што е кашо. Значи, жалосно, ја не знам зашто не се залага тоа самата држава за да го испита овој терен. Не е доволно испитан. Се надевам дека еден ден ќе дојде. Да, замисли, кога дознаа дека истата градба која дојдоа, ја стопираа дека и се чута трајат, не го доисражија овој дел. Не сака да се враќат изгледа назад многу, и сите ги рачунаат цркви од 12 век, 11, 12, 14, 13, тука. Значи, постоела црква уште во 6 век што е било ова голема катедрала. Ќе видите се на слика што е, огромна 20 метра на 12. Немало одека таква црква, тоа било убава градба. Еве ќе видите, катедрала права. Баш ка регистрирам. Па може да видиме онатре.
Мое село, Бојан Раевски, село Љубанци. Прости ми да ти простам. Простено и од мене и од Бога да ви биде. Добро дојдовте на Љубанскиот карневал Прочка. Бојан, ти си председател на Здруженијето за заштита на културно наследство Љубански карневал Прочка, каде што имаме за цел да зачуваме традицијата која што ни е пренесувана од година на година, од колено на колено, која што датира уште од паганскиот период, каде што со самото организирање на карневалот ние имаме за цел да зачуваме традицијата, воедно да пренесеме како било порано, како е денеска и да ги отсликаме секојдневните ликови, а при тоа да штитиме и да чуваме традицијата. твојата маска денеска ева? Маскирани во кожи, тоа е едно од трите културни наследства кои што се заштитени од Министерството за култура, освен кожите, исто така љубанската свадба и комитите се дел од традиционалните маски, но има и отслик на слободната волја на останатите маскирани, каде што го сликуваат преку хуморот и сатирата секојдневниот живот на љубанчани. Така, овие маски датираат од вашите родители или сега се правени нови? Имаме и доста стари маски во Да, има и маски кои што ни остануваат со годините како што ги зачуваме, но и се стремиме од година на година да го обновиме фондот на маски, воедно да бидеме сепак автентични. Што пострашни и поубави, така? Така е, и поавтентични. И автентични. Да. Бојан, има многу млади во Љубанци. Да, тоа е добро, бидејќи преку младите ја го гледаме отсликот на тоа дека сепак заинтересираноста за зачување на културата останува и дека и тие сакаат да продолжат и да пренесат на нивните генерации. Традиција да ја почитуваме. Имаме зурли, тапани, ора, песни. Песни, така. Значи почнуваме од овде. Од овде одиме до делот на Пештер Мало, каде што е последната точка, и од таму во школскиот двор завршуваме, каде што ќе има представување на сите маскирани, воедно да ги одбереме најдобрите за оваа година. Така, прогласување на кои се најдобри, најуспешни и така натаму. Воедно исто да се заблагодариме на општината Бутел, која што ни е главен покровител, како и секоја година, така и на оваа година на карневалот. Така, Бојан, можеме да кажеме која година да ја пофалиме била најбогата, најинтересна, со најповеќе маски или од година во година? За нас како дружение нема подобра или полоша година, секоја година ни е најдобра, бидејќи целта ни е организирањето на маскенбалот да не се заборави и да се одржува. Браво, баш ви мило. И нас, ви благодарам многу. Благодарам. Моje село, Дејан Павличковски од село Љубанци. Дејан, нека ни е за многу години празникот. За многу години. На помош да ни. На помош нека ни е. Да ми простиш ако нешто сум ти грешил. Простено и од мене и од Бога. Прости ми и ти ако сум сгрешил нешто. Простено нека ти и за многу години. За многу години, само за убави не се гледаме. Дај Боже. Само убави не во животот, и селото, и вас како емисија, и вас како телевизија да не следат. Дејан Павличковски во село Љубанци, познат како Манто, така? Точно така. Долгогодишен учесник во карневалот. Откако памтам за себе, откако сум проишол. Уште како дете? Како дете. Ајде вака да кажеме, кога бил најубав карневалот? Или од година во година све поубав и поубав? Карневалот, вака. Од кога почнав јас да се правам како дете, на 6 години, 7, сега не памтам кога беше првиот пат, и сега се поубав и поубав и поубав, и ќе биде поубав. И све повеќе и повеќе има и дечиња, и мали дечиња, и Радоста моја е голема затоа што младите се насочени кон карневалот, како јас што бев некогаш према постарите. Така. Каде што постарите ме водеа. Дефилето беше доста долго. Почнуваме горе од кај игралиштето, па идеме до црквата Свети Никола и завршува во училиштето, така? Вака да ме заборавиме Пештер, најстарото мало. Така. Така да, Пештер ни е врвот на Љубанци, кај што се гледа цела Скопска околија, кај што се гледа цело Скопје. И оттаму после се враќаме во училиштето. Во училиштето, кај што го завршуваме дефилето. Дефилето. Главната манифестација се одвива во училиштето, така? Точно така. Ај вака да те прашам, али имаме податок од кога датира ова училиште? Ово училиште датира 1866 по мои сознанија, можно и да е и претходно. Така. Први што било во црквата Света Богородица, така, каде што за тоа време се криеле и се школувале нашите македонци православните, така да после тоа е направено. Првата моја информација 1866, може би и порано. Така,
Така. Денеска, колку ученици имаме во училиште? На жалост се помалку и помалку, имаме некаде околу 150-160 дечиња. Од прво до 9, а некогаш било 2000 и 2000 нагоре. деца. 2000 и нагоре. Навистина Љубанци било големо село. Љубанци и ден денес големо село. И ден денеска е големо. И ден денеска има голем дух, големо срце и голем патриотизам. Ке се сложиш ако кажеме дека една приградска населба веќе прераснува во приградска населба. Нема да се сложам затоа што ние сме приградска населба. Така. Да. Добро ден. Вака да те прашам. Имаме настава 9 годишна, така? Точно така. 9-летка, како би рекле. Така е. Тука имаме во 2 смени или во една смена? Во една смена. Во една смена. Порано било, кога зборам за годините назад, било во 2 смени. Имало повеќе. Кога имало повеќе. Сега, нажалост, е во една смена. Инаку училиштето е Гоце Делчев како подрачно училиште. На војводата Гоце Делчев. Така. Не сме подрачно, ние сме општинско основно училиште Така? Гоце Делчев, точно така. Општинско. Не сме регионално, него сме општинско основно училиште Гоце Делчев Се Љубанци. разбира под општина Бута. Под општина Бутел, наравно. Така е. Дејан, за многу години празникот да За многу години. и да се видиме зарно зубово. До година повесели. Дај Боже. Живи и здрави. Денот после прочка е чист понеделник, кога започнува и големиот великденски пост. Прочка е кога помладите барат прошка од постарите. Еден од главните елементи на прочка е маскирањето и преоблекувањето. Маските да бидат што пострашни и посмешни. Во Македонија има повеќе карневали. Еден од тие карневали е карневалот во село Љубанци. Со разнобојните костими, ора, песни, тапани, зурли, насред село се најавува и скорешното доаѓање на пролета. Мое село,